Почитувани колеги, мислам дека камерите ќе бидат сосема доволно да го опфатат и ова. Од 24.6. архивскиот број, ова е мислење добиено од владата до председателот на Собранието на Република Македонија, подпишано од заменик на председателот на владата на Република Македонија Фатмир Битич. Од наведениот до сега бевме научени да слушнеме се и се што, еве веќе влегуваме и во зона кај што треба и да прочитаме се и се што. Ова не е од рубриката верувале или не. Ова е официјален допис на владата по однос на нивното мислење за предложениот закон. Иначе закон со кој што се регулира една материја кој што така сите сведоци дека се случува. Е сега делот со верувале или не. Вели вака: имајќи предвид дека во последно време угостителски објекти за сместување, хотели, мотели, пансиони се пререгистрираат во хостели од едноставна причина да можат како физички лица да вршат дејност, а со тоа да избегнуваат плаќање на даноци и придонеси, владата останува на ставот дека истите мора да се категоризираат како правни лица согласно одредбите од Законот за угостителска дејност. Ова е мислењето на владата по однос на законот со кој што со 8 члена се регулира целата дејност. Било влошено, било констатирано дека не се плаќа, се избегнува данокот и плаќањето на придонесите, дека имаме една злоупотреба која што се прави како пропусти во законот. И кога тоа сте го направиле, некој седнал, кога потврдиле сите институции, управи, министерства, влада, кога дошла опозицијата, потрошила време и енергија со 8 члена во овој предлог закон, каде што целокупната дејност се регулира, каде што просторот за манипулации се отфрла, каде што касата ќе биде полна, каде што нелојалната конкуренција ќе биде сузбиена, каде што двојните стандарди ќе бидат надминати, ние добиваме мислење дека проблемот било јадењето. Не е јадењето проблемот. Министерот вели дека се кријат даноци. 6 месеци се поминати откако е поднесен овој закон. 6 месеци, 5 месеци се поминати по добиеното мислење. Тие работеле на друго решение. Од решението немаме ни ръба најава. Затоа и рековме, во ред, еве, ако сметате дека услугата за доручек е проблем, веднаш ќе отфрлиме. Но да го регулираме, да ја регулираме оваа појава. Ќе спречиме даношна евазија. Ќе ставиме вред во една дејност. 8 члена. Во 1.7 се офаќа регистарот, начинот на водење на регистарот од страна на градочаникот, општината, односно градот Скопје, каде што тоа ќе се биде категоризирано. Со членот 2 се допрецизира точката каде што во која покрај комплементарните сместувачки објекти, ноќевалишта, гостилници, кампови, приватни сместувачки капацитети, соби, апартмани, станови, куќи, одмаралишта, ќе се додадат и хостелите. Пазете, не само што немаме желба да го регулираме ова. Има констатирано дека не постои ни глоба. Значи, не само што не сакаме да детектираме каде ни бегаат парите, кој затајува данок, кој избегнува плаќање на давачки, дури и некој да го тоа го лоцира, немаме предвидено казна. Дали, ако така гледаме, не можеме да дојдеме до заклучок дека оваа влада стимулира даночна евазија. Дали владата со вакво однесување охрабрува против законско работење? Дали нашите политички, односно владени чинители, функционери не насочуваат кон незаконско работење или работење на работа законот за лично богатење? И ја навистина друго логично објаснување не можам да добијам. Бидејќи истото тоа се решава за само 8 члена со кои што ние денеска можеме да ги согласиме. Истото го кажавме и на комисија. Комисиски ќе ги решиме. Немојте ве молам да ни кажете дека ради јадењето не било прифатливо за нас. Веднаш ќе го испрлев. Иако и за таму имам и како основи, тука се црпени странските практики. Не е во ред да се гази врз следните принципи. Ради зошто? Ради суети. Кога знаеме дека имаме една врвно неодговорна влада. Па 6 месеци откако некој ви укажал дека имате проблем. 6 месеци откако самите сте си потврдиле
дека некој избегнува плаќање данъци, некој нелегално се богат, со изигрување на законот, со злоупотреба на дупките во законот, што вие сте ги оставиле несанкционирани, ние повторно спиеме и не преземаме ништо. Може би некој ќе рече да, они стотици милиони проневеруваат во сомнителни набавки, па овдека за стотици илјади евра што некој избегнува не се никаков проблем, но се проблем. Ради нашата принципиелност, нашата заложба, ради нашиот пат што велиме дека ќе се движиме кон Европската унија, ради имплементирањето на регулативите во кои што треба да се стават работите во рамка и да бидеме, да функционираме како држава. Нема друго оправдување. Имаме мислење од заменик претседател на владата, кај што констатира, кај што потврдува и нема никаква реакција. Барем да ни кажете колку се такви фирми што го изигруваат законот. За колку средства станува збор. Да знаеме барем колку сте ние богати што можеме така лесно се откажеме од тие средства како држава. Да не исполнуваме другите регулативи или безбедности или небезбедности мерки кои што може да произведат ризици, кои што може да произведат од толерирањето на ваква појава во општеството. Но очигледно во оваа држава раководи неодговорна власт која што не ги засега интересите на граѓаните, не ги интересира начинот на функционирање на стопанството, се толерираат или се охрабруваат само активности за лично богатење или исполнување на нарачки од неколку семејства на власт. Се разбира дека овие работи ќе бидат мирато по превремените избори на кои што ќе има промена на истата власт. Благодарам. Фалендерите да